Другарчиња, здраво! Ова е детското каче во кое има место за сите. А оваа недела, во нашето каче, се дружиме со другарчињата уметници. Најпрво ќе ги видиме нивните уметнички дела, инспирирани од пејзажите на манастирот во Велјуса. Денес Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица организираше отворење на изложба која што беше составена од ликовни творби, кои што ликовни творби беа создадени на ликовниот хепенинг кој што се одржа на 3 јуни во манастирот Света Илиуса, Пресвета Богородица во населеното место Велјуса. Целта на овој ликовен хепенинг беше следна. Децата кои што работат во ликовното студио под раководство на нивната наставничка Виолета Каркалашева во основното училиште Гоце Делчев, дојдоа да работат на наша покана. Се разбира, Домот за деца и млади беше организатор на тој ликовен хепенинг во просторот на околу манастирот во Велјуса. Се разбира, со дозвола на одговорните лица, бидејќи манастирот е отворен и достапен за сите кои што сакаат да уживаат во неговите убавини. Имавме можност истовремено да се дружиме со децата, да работиме со нив и да се создадат повеќе ликовни творби, кои што ликовни творби ја отсликуваат всушност перцепцијата која што децата ја добиваат со самото присуство на овој простор, при гледањето на манастирот и чувството кое што го имаат од веќе виденото. Таму се создадоа околу 10 дела, бидејќи водевме сметка за протоколите за пандемијата која што моментално трае и не знаеме до кога ќе трае. Обично работиме со поголем број на ученици, меѓутоа овој пат, како и сите активности како што ги имаме, водиме сметка за протоколите кои што се пропишани од здравствената организација заради заштита на децата, со кои што ние впрочем и постојано работиме. Тие ликовни творби кои што беа создадени на ликовниот хепенинг ги изложивме денес во галеријата во домот на Арама, каде што е сместен Домот за деца и млади, а наши гости беа децата или учениците од 4-то одделение од Општинското основно училиште Видое Подгорец под раководство на нивната наставничка Емилија Трајкова, кои што беа со цел да одржат на еден вид поинаков час по ликовно образование и да, освен што ја посетија изложбата, да научат што е ликовен простор, галерија, како се цртани и создавани ликовните творби, со каков материјал е работено, на што е работено, а целта на тоа беше на ова отварање на изложба еден вид едукативен час, да се поттикнат за да земат учество во активностите кои што Домот за деца и млади ги реализира во текот на годината, веќе следен настан, на кој што можат овие деца исто така да земат нашите денешни гости учество, е детската недела и нова година. По повод распишуваме и ликовни и литературни конкурси и ги испраќаме до општинските училишта, каде што можат да земат учество и учениците од 1 до 6 и учениците од 6 до 9 одделение. Работиме во групи, се разбира, заради возраста. Денеска, освен што ја разгледаа изложбата, имаа да постават голем број на прашања кои што ги интересираше за тоа што, како се работи, како се создавани делата, меѓутоа споредбено за да можат децата да направат разлика. Освен на ликовните творби создадени на ликовниот хепенинг во Велјуса, поставивме и дела од цртање на отворено, проектот кој што беше реализиран во неколку наврати во наша организација. Цртавме со учениците од 3-то одделение од Сандо Масев,
Потоа цртавме на Габровскиот водопад, исто така и цртавме со членовите на ликовното студио од Јане Сандански домот за култура во Ново село. Работевме тука во паркот пред домот на Арама, за да може децата да видат како се црта природна убавина, како се црта културно наследство и да видат како се работи со сув пастел на хамер и каков ефект се создава. Мислам дека денешната соработка беше на взаемно задоволство на нас и на учениците и можеме само да си посакаме, да ги мотивираме да во некоја наредна прилика бидат дел од цртење на отворено, односно и тие да учествуваат во создавање на вакви ликовни творби. Меѓутоа морам да кажам дека и овој настан е дел од настаните кои што се организираат Струмица град на културата 2021 година. Но нашите умни другарчиња не се само талентирани сликари, туку и одлични рецитатори. Во следните минути ќе видиме дел од учесниците на регионалниот надпревар по уметничко рецитирање. Уживајте! Контатковината, далечна мисла на луѓето ти неси им, освен на оние кои за тоа се платени. Децата прв пат те сретнуваат низ песните, пред секо поим, повеќе книжно сватени. Но кога тие ги слушнат свидните имиња на Делчев, Петров, Сандански и Илјацев, тогаш ти веќе конкретна форма земаш, в пригодна песна или во плескање раце.
Понекој пат се случува и ние на малечките да им раскажеме за тебе нешто поблиско, за тебе земјо татковска, за тебе мечто Делчева, за тебе првенче октомвриско. Денот наш полне со грижи и проблеми, дете разболено, дрва, пари за нешто ново. Проштевај, мајко, ако ти не си тема, тогаш во нашите наинтимни разговори. Ката ден мислите во безброј грижи ги топиме, нашите желби ништо ли не се протињаат. Не смете дека в забрав сме те закопале, името твое помалку штом го спомињаме. Но кога празникот ги насмевне улиците и ги претвори со мажи, деца, жени, нели се чита во секое наше лице колку те љубиме тебе, колку те цениме. И кога некој повод ги качи врз трибините, долгите говори, името што ти го слават, на кои ли морници ни жили не му минат, пред сето она што кај нас е направено. Ако пак некаде започнат да ја пеат денес над Македонија, со гласови разлијани, верувај дека тогаш луѓето в срце те греат, се едно дали на митинг или во некоја меана. Остави нека секој по своему те љуби. Пред тебе стои патот да крепнееш и да младееш, и нема нужда сите на еден глас да трубиме, дека најскапото за тебе ќе го дадеме. Воздишки, смеа, нерадост, радост, плачења, патот ни животот знае за многу бои, но некој признае ли сводот да ти го смрачи, ние сме колепко со тебе што ќе стоиме. Епев, тука сме, при крајот. Па сега ли да ве поттурнам на работ, заради маните, заради грешките, за се што излегло неубаво? Не, јас ви проштевам секоја слабост и притворност, дури пресметливост, дури изневера, за да си простам и самиот себе, за една мера на човечка љубов. Продолжуваме со Ева Стојковска од Основното училиште Маршал Тито од Муртино со песната Детето на улицата од Ацо Караманов. Детето на улицата. Ти, мало дете на улицата црна. Ти, на кој болките ги осушија градите. Ти, со душа, што никогаш не испила ни капка од чашата на радоста. Ти, со срце што не знае за топлината на пролетта. Ти, со очите каде никогаш не заблескала малечка искра на среќата. Ти, мало дете на улицата црна. Ти го запираш погледот на мене и шепотиш. Леп, о, самокорка леп. Од твоите очи, полни со сината тишина, извира топлина на погледот и прикажува за страданијата твои, и прикажува за животот твој, исполнет со глад и самотност. А дете си, тоа го знаеме сите. Само забораваме дека си ги преживувал мачните години на разделбата од родителите своји. Годините кога големата црна улица те стиснала на своите студени гради, па и сега си со неа. О, мало дете на големата црна улица. Чекориш до ноќта, а дожди. Самуваш. Сестра ти е само една птица. Кога ја љубев Дениција. Кога ја љубев Дениција, како да калеме в светлина на мракот, како да топев снегови фатани во движење, како да станував единствениот сведок за бакнежот меѓу металот и громот. Кога ја љубев Дениција, како да му пронајдував брзина и на каменот, како да ја одделував душата од телото, како да го палев баротот на тилот од смилот и трендафилот. Кога ја љубев Дениција, како да внесував летен воздух во воздухот зимен, како да ги откривав сите рудници на злато, како да добивав телефонска врска со сонот од сите успани работници. Оти ја љубев Дениција, како што ги отварав пролетните аптеки сместени во гласот на Славиот, како што Славиот ги спријателуваше небото и земјата, како што таа ми ја одземаше тежината додека трчав кон неа, како што не може да видам ништо освен неа, како што таа живееше додека јас умирав,
како што и јас не знаев како би умрел ако таа не се родеше. Кога ја љубев Дениција, како да учествува во создавањето на првата македонска држава. Ленка. Откако Ленка остави кошула тенка, љенена, недовесена на разбој, и на Налани отиде тутун да реди в монопол. Лицето й се измени, веги падна ја надолу и усти свија корова. Не беше Ленка родена, за да ја пусти тутуни жолти отрови, загради китки розови. Прва година помина, грудка в срцето й легна. Втора година намина, болка ја вгради и скина. Трета година земјата на Ленка покри снагата. И ноќе, кога месечко, гроб и со свила виеше, ветерчок тихо над неја, жална и тага рееше. Зошто остана кошула недоткаена? Кошула беше даровна. Благодариме на Христијан, а продолжуваме понатаму со Анастасија Малинова од Основното општинско училиште Атанас Невичански од Нова Мала со песната Незаконита мајка од Франце Прешера. Незаконита мајка, што ли ми дојде на светов страд? Мој љубен мал, мој свиден злат, на мене млада девица, без прстен, мајка клетница. Ме тепал тате сред клетви в гнев, во плачот мајчин презрена бев, за моите срамување, за тугите зборување, тој што ми беше љубен мој, тој што ти беше татко твој, по светот Бог знае кај фатил пат, од нас му стана и срам и јар. Што ли ми дојде на светов страд? Мој љубен мал, мој свиден злат, но што ми дојде, макар в кој час од сета душа те сакам јас, се бистри сводот, јас добро знам, штом во очи те загледам, штом надзрам в твојот детски смев, заборавам на својот гнев. Тој што под сводов влет птици збрал, да би ти среќа и радост дал. Ти, кога дојде, дал беше час, јас не знам, но те љубам јас. Запис на надгробна плоча на незнаен линденец. Јас паднав и не жали ме, ниту го барај моето име во тревата. Јас паднав за родината, зашто родината света поскапа е од мајка. На мајките таа е мајка, жална Македонија. Телото и го распарчија алчни побеснети птишта, со кундаци и ками името и го ништат. Јас паднав, но не жали ме, ниту го барај моето име во тревата. Јас паднав за родината, зашто родината света помила е од мајка. На сите сираци мајка, на сите вдовици мајка, жална Македонија. Ти само расти и помни, кој ти го уби дедо ти, кој ти го закла татко ти, кој ја обесчести мајка ти, кој ти ја запали куќата, кој ти го украде сонот, кој ти го грабна залакот. А кога ќе ја откопаш мојата стара берданка, не жали дека паднав. Јас паднав за родината, туку префрлија нарамо и фатија планината. На овој гроб не тажи, секогаш има и линдени, само да има мажи. Денови. Како на вратот гердани, ниски камења студени, така на плешки денови, легнале та натежнале. Денови ли се? Денови, аргатски маки големи. Стани си утре порано, дојди си вечер подоцна. Наутро радост понеси, навечер тага донеси. Ај пуст да би останал живот кучешки. Роди се човек, роб биди, роди се човек, скот умри.
Скотски цел живот работи, за други туги имоти. За туги бели дворови, копај си црни гробови. За себе само ръгај си, за себе маки тргај си. Нижи си гердан денови, нижи си алки ковани. Нижи си синџир железен, околу вратот навезан. Една полица со книги ја нављудувам. Поразнав и сега можам да ја дофатам. Веднаш прва книга решив јас да проверам, какви тајни крие во неа. Корица со златни букви е испишана. Гледам и се чудам кому е наменета. Започнав да читам и во миг се сетив јас градот Александрија. Ево земја далечна. Египет, колку мал е овој свет. Градот Александрија е дар од Македонија. Се од Вардар па до Нил, неважно кој што бил, дали фараон или крал, светот пак ќе биде мал. Какво чудо, пирамиди, пустинска жега. Секој пред нив стои мирно, восхитено гледа. Бродови по Нил се пловат како да е море, а во Клеопатра влюбен бил римјанинот Антоније. Египет, колку мал е овој свет. Градот Александрија е дар од Македонија. Се од Вардар па до Нил, неважно кој што бил, дали фараон или крал, светот пак ќе биде мал. Другарчиња, бидете и вие умни, вредни. Развивајте ги вашите таленти и споделете ги со нас. Се гледаме за една недела. Чао!